Време е за нова дружба во 20 часот и 15 минути, точно терминот и кога на Джингл телевизија стартува новото издание на Showtime. Еве во продолжение што следува и што ќе гледате во наредните Showtime минути на Джингл ТВ. Во новото издание на Showtime ќе гледате приказната за една од најуспешните детски телевизиски серии кај нас, за најголемиот детски концерт во Македонија, како и за почетоците на феноменот наречен Дајте музика. Пред нашата камера говорат Цаци Паковска, Весна Петрушевска како и актерската екипа на серијата. Ве водиме и во една од најгледаните српски телевизии, интервју со директорката и водителка на К1 телевизија, Мања Грчич. Со музика. Токму тоа е идејата и целта на ликовите од Старо Мало на најпопуларната детска серија во моментов, која преку националниот сервис ги забавува, анимира и учи младите на убавите нешта во животот. Токму во Showtime на Джингл ТВ одлучивме следниве неколку минути да ги посветиме на серијата која и по 30 на години благодарение на одличниот тим успеа да стане повторно телевизиски феномен на малите и големи екрани во Македонија. Години од самиот почеток и првата клапа на Дајте музика се случи најголемиот концерт во најголемиот трговски центар во Македонија, Ист Гейт Мол. Токму оваа слика беше доказ за тоа колкава публика има оваа детска серија и тоа од страна на најискрената публика. Но да започнеме со ред. Токму Джингл ТВ ја имаше честа пред 3 години да биде дел од првото снимање на оваа серија. Па токму во продолжение, погледнете како започна приказната за враќањето на Дајте музика, повторно на малите екрани. Екипата на Джингл телевизија ексклузивно се наоѓа во македонската радиотелевизија. За прв пат сме во наша телевизија во друга телевизија и тоа во националниот сервис, каде што верували не ексклузивно сме на сет, односно на снимање на една од 30 епизоди на повторно враќање по цели верували не 3 децени од детскиот музички серијал Дајте музика. За многу кратко ќе ги погледнете и главните ликови, а можете и да погледнете, еве ќе проштам накратко низ студиото, да видите дека горе долу се останато од оние 3 децени, односно 30 години, кога беше главна детска серија токму Дајте музика. Во продолжение ви ги представуваме главните ликови, а секако и главните виновници за повторното враќање на малите екрани на и тоа токму на македонската радиотелевизија. Во продолжение ќе видите за кого станува збор. Обично необичен денот, кога сме сите заедно ние. Обично необичен е светот, кога во среќа ќе се сокрие. Обично необичен е денот, кога сме сите заедно ние. Обично необичен е светот, кога во среќа ќе се сокрие. Имаме едни од главните ликови, па и главните заедно со Цаци Паковска, па можеш Главен лик. но сепак зад камерите, така, да. Заедно со нас ги имаме тука, може да ни се представат дел од главните ликови, така. Па ајде да започнеме со... Јас сум Филип, го глумам ликот на Филип и така. Кажи ми како... Главен во мала прч. Да. Сите девојчиња летаат по него
доста паметен, јутјубер, го интересира технологија, а всушност е многу добро дете и добар пријател. Така, дали ќе го гледаме него уште од првата епизода? Веројатно, така. Да. Следен кој ни е? Јас сум Саша, го играм ликот на Саша. И тоа. Јас сум Анастасија, го играм ликот на Наташа и Наташа е едно девојче кој што не разбира многу работи, постојано е збуната, поставува прашања, но исто така има добри идеи и многу е душелюбива. Јас сум Тео и го играм ликот на Тео. Јас сум еден буцко кој цело време мисли на храна, му се јаде и тоа. Последен? Јас се викам Силја и го глумам ликот на Мија. Мија е поточно прчила и се надпреварува со главните ликови. Така и тука ни е. Сам доста попознат вака на екраните, сигурно го имаме неколку пати видено. Јас сум Јован, го играм ликот на Јован. Јован се доселува значи од Велес и се обидува во неговото мало да стекне пријатели, ама тие пријатели се цело време залепени за телефоните. И Јован всушност не само што свири гитара, мислам, јас свирам гитара, нема везе. Јован во серијата им покажува како да се тргнат од телефоните и заедно сите ние го откриваме старо мало и сите епизоди скоро се одвиваат тука. Се откриваат нови игри и сета. Секој ден е како авантура, знај. Ајде оди ме, ајде води ме далеку некаде. Во друштво подобро е се. Ајде оди ме, ајде води ме далеку некаде. Далеку некаде. А зошто знам дека не можам без тебе, знам дека ти не можеш без мене, знам. Јас знам. А зошто знам дека не можам без тебе, знам дека ти не можеш без мене, знам. Јас знам. Цаци, кажи ми како дојде моментот сите овие ликови да се одлучат, иако сите се автентични на свој начин во однос на тоа што го кажуваат на нивната приказна. Така. Значи, уште при самите подготовки знаевме дека ќе соработуваме со актирската школа на Весна Петрушевска. Ја контактиравме нејзе, направивме еден мини кастинг и скоро сите дечиња се од нејзината актерска школа. Таа е задолжена плюс и за актирската игра на децата. Имаше некои дечиња како што се Филип, Кики, уште неколку, Борис, кои што ги ангажиравме надвор од актерската школа, но се надам дека тие повторно ќе продолжат во само точно ќе се вклопат. Интересно за овие деца е што не само што се талентирани добри актери, скоро секој од нив свири на некој инструмент, ние тоа го покажуваме и во нашата серија. Сите пеат песни, значи играат, глумат, пеат, тоа се мултиталентирани деца. Секој има своја песна, песните се нови, специјално направени за серијалот, од авторите како Никол Чемицевски, Пејре од Нокаут, Роберт Билбилов и уште неколку други автори. Така да се работи за доста интересен концепт кој што се надевам дека ќе биде интересен на новиве генерации. Ќе се обидеме на некој начин да ги инспирираме како да се тргнат од оние за нив доста интересни и таблети, телефони, нешто што им предизвикува некаква си завист. Така да им презентираме оние заборавени старски игри преку децата, многу случаи, многу ситуации, прва љубов, ривалство, булинг, секакви теми кои што мислам дека ќе ги засегаат не само децата, туку ќе биде интересно за гледање и за родителите и нивните баби и дедовци. Така, фатени се во цели 30 епизоди. До која епизода сте се отприлика? До кога може да очекуваме веќе да ги гледаме овие ликови? Сега имаме снимено 25 епизоди, ни преостануваат уште за снимање уште 5 епизоди. Се надеваме дека многу наскоро за непол месец дека ќе почнеме со емитување. Така, вака изгледа навистина неуморно, тоа значи дека сте навистина професионална екипа и младите и вие. Доста сме уморни, меѓутоа е доста забавно, така да на крајот на денот сме задоволни од резултатите. Така, ве очекуваме на МТВ сите и нормално ти благодарам и на тебе што одвои време заедно со твојава екипа. Благодарам и на вас. Треба много труд за тој Холивуд. Must be very good to go to Hollywood. Треба много труд за тој Холивуд. Must be very good to go to Hollywood. Како малечка сакав да сум цар и еднаш бар по Sunset Boulevard.
superstar. I znam, treba i sreća za da uspeš. Pa naslovni strani glamur, slava i keš. Treba mnogo trud, zato je Hollywood. Must be very good to go to Hollywood. Treba mnogo trud, zato je Hollywood. И видовме пред малку и главните ликови, па јас морам за старт да запрашам како е да се работи со деца во оваа школа која е веќе доста популарна, стана и преку социјалните мрежи. Види, ја работам 20, скоро да не прелажам 17 години со деца и потоа направив една мала пауза и се вратив пред 4 години пак со мојата школа која што работи во Македонскиот народен театар, каде што јас сум синели актерка. Како е да се работи? Види, убаво, многу одговорно, но кога станува збор за еден ваков голем и одговорен проект, очекувањата се многу поголеми, одговорноста е поголема, сето тоа што како метод им го предавав тука се практикува и ова серија реално оперира со деца до 10 годишна возраст. Значи 10-11 години имаат овие мали глумци. Работата е напорна, убава, жестока битка е секој ден. Стануваме сите во 6:30, доаѓаме на сет во 7:20. Во 8 веќе сме тука спремни во ова студио. И јас лично не излегувам 8 часа. Значи јас немам време Под рефлектори. Да, часа. немам, значи навистина многу ми е напорна работата и принцип е Мислам дека ќе се исплати се ова кога ќе го видиме на екране по цели 30 години. Морам да запрашам чија беше не идејата, него моментот да ја затегне ова работа, иако наназад многу години фале за вакво нешто да се направи. Кој е оној виновникот кој конечно рече да почнеме да удриме првата клапа? За Паковски, затоа што он во март ми се јави, ми кажа дека сака имам вика идеја, супер. И јакам браво и од тогаш практично почна да се крчка се од март кога се видовме со Лазар Паковски, па се до до пред едно месец дена кога почнавме финално да работиме, инаку претходно подготовки. И ова воопшто не е мала работа. Прво затоа што овој телевизиски формат е едукативен и забавен. Јас инсистирам многу некој начин повеќе. Така, но јас инсистирам на точност во актерската игра. Јас постојано на моите мали колеги глумци им повторувам она што мене ме учеле моите професори, а тоа е дека актерството не е хуманитарна организација, ниту е хуманитарна мисија, туку кога си на сцена и пред телевизиските и филмските камери, тогаш ги имаш само тие моменти да покажеш најдобро што умееш и знаеш. И затоа овие деца ќе бидат многу добри, затоа што се просто учени како најголемите професионалци во однос на актерството, во својата актерска игра. Знам дека ние сакаме да имаме втора сезона на Дајте музика, затоа што овие деца заслужуваат да имаат втора сезона, заслужуваат да имаат уште 30 епизоди. Знам дека ќе се емитуваат сабота и недела, така да има треба детска програма, тоа е најважно. Така, детска образовна програма на што фали на македонска телевизија. Да се идентификуваат нашите деца, да имаат своји херои. Така, а мислам дека овие актери кои ги видовме за едно 10 години ќе бидат не фатија дека ќе ги снимаме од нив на твое место за едно 10 години. Супер. Ти благодарам многу и ви посакувам. И тебе и извини што почека. Нема проблем. Дайте музика за да не спаси од овој чуден свет. Звучно писмо до сите возрастни, до сите дедовци и баби, горди родители. Дајте ни радост место тага, дајте ни добро место зло, дајте сонценце место сенка, дајте на врв, а не
Денеска, Дајте музика, број над 90 епизоди во македонската продукција и уште илјадници детски часови, поминати квалитетно пред телевизиските екрани. Не можеме, а да не го спомениме и настапот на јуниорскиот Евросонг на Дајте музика како македонски представници, кои со едноставна екопорака ја освоја европската и светската јавност, а со тоа и влегоа во златната десетка на јуниорскиот Евросонг во Париз. Razmisli se, zavisi od tebe i od mene. Površaj ti nemaš mnogo vreme, javi si za mene. Можеме да заклучиме само една. Дајте музика беше и ќе биде принт во македонскиот детски телевизиски етер. Во продолжение ќе ја погледнеме жената која од нула ги направи во моментов најгледаните телевизии во Србија. Од B92 телевизија или сегашна О2 телевизија, преку прва телевизија Fox TV Србија до незиниот најголем сон, како што вели таа, токму да се работува заедно со Жилко Јоксимовиќ и неговата супруга Јована Јоксимовиќ, познатата водителка. Токму заедно со нив двајца ја оформи телевизија К1, која во моментов е една од најгледаните телевизии во Србија, а токму нашата екипа беше таму и ексклузивно направи интервју со Мања Грчич, водителката како и директорка на оваа телевизија К1, која во моментов на вистина високо котира како во Србија, така и во регионот како најгледана и најпопуларна телевизија. А еве зошто е тоа токму така и зошто се издвојува во содржините, гледате во продолжение и впрочем како функционира токму една утринска програма на уранак или рано наутро утринската програма на К1. Ви гледате тешке физичке припреме за уранак. Јас сум Мања Грчич. Гледајте се. Добро јутро. Ово е уранак на К1 телевизија. Мања, ти си веќе 2 децении во овој телевизиски свет, но секогаш си се наоѓала никако позади камерите, а си го одлучи да застанеш пред камерите. Какво е чувството?
Skoro 2 decenije, znači od 2001. Moj prvi posao na televiziji B92 i tad sam jedini put i bila ispred kamera u vidu reportera u informativnoj redakciji i onda nekako se desio taj moj prelazak sa druge strane i tu sam i ostala do pre mesec dana. Kakav je osjećaj? Pa to je nešto što sam ja od uvek želela i zato sam i završila novinarstvo. Još sa 12-13 godina moja želja je bila da budem ispred kamere. Znam da sam kao dete u svojoj sobi izvlačila radni sto i onda sam sedela pozadi i pravila neke vesti i čitala ih, tako da je ovo za mene neko ostvarenje sna. Ja stvarno uživam u svakom trenutku, imam tremu neviđenu pre nego što krene program i tih prvih 5 do 10 minuta, ali stvarno uživam i malo mi je ovo samo petkom, ali ne mogu da stignem. A zašto дури сега? Pa nekako se nikada nije do sada ukazala prilika, nije da nije bilo priče o tome, ali više, to sam i rekla u emisiji kad sam radila sa Jovanom, to je uvek bilo neka kao polušala, kad ja pokušavam da objasnim šta želim od TV lica, uvek sam govorila u tim trenucima možda ipak da ja to uradim i tu je sve bilo kao ha, šala, a suštinski sam ja to želela, a sa druge strane nekako mi je uvek bilo to glupo. Ja sam bila zamenik direktora, pa sam posle bila direktor. Nije se nikad ukazao moment gde je to bilo to. Što sada? Zato što je to palo na pamet nekom drugom, odnosno Željku. I onda kada se to desilo, bila sam u fazonu, nemoj sad ovo da propustiš. Ja mislim da mi svi treba da radimo na svojim snovima. Mislim da treba da radimo ono što volimo. Ja imam veliku sreću da radim ono što volim već 18 godina. Ali nekako sam, eto, sa svojih 41 godinu, verovatno i neka zrelost i samopouzdanje koje je došlo sa tim godinama da sam sebi rekla prihvati. I ne mogu da ti kažem, i kad sam prihvatila sam bila u fazonu, super želja, imala sam šta, da li mi ovo treba, da li ja ovo mogu, zašto sad ovo, ali eto, bilo je sada ili nikad. Traje 3,5 часа. 3,5 часа ти треба да го задржи вниманието на гледачите, треба да водиш таа емисија. Дали е тоа тешко? Дали си уморна после тоа? Pa posle toga, da, jesi. Posle toga si umoran, dok traje program nisi. I čini mi se, recimo, kad prvo ja probijam stalno, uvek mi iz režije govore skrati, završi, probila si, jer ja volim da razgovaram. I meni je u stvari razgovor najlakši deo, najteži deo mi je to neko obraćanje kameri i ta svest kako to raditi, ali u posljednjem satu, na primjer, kad je pola 11, u 11 se završava emisija, imam osjećaj bi mogla još 3 sata da vodim program, a onda kad se sve završi, evo sad smo mi završili pre pola sata, polako kreće umor i ja suštinski uveče sam nesposobna za život i funkcionisanje i sad su već i to moja deca i muž naučili i onda znaju da petkom uveče me puste. Bili ste sa mnom jutros u šminkernici i ove divne devojke koje mi pomažu ujutro da se spremim, one su navikle na tenziju od mene zato što ja želim da se našminkam za 10 minuta. Ja inače se ne šminkam privatno i onda mi je sve to teško, ja se ne oblačim ovako kako se oblačim u emisiji, ja najviše volim da sam u farmerkama, tako da mi je to sve teško. Ali kad vidim krajnji rezultat, sam u fazonu, sam lepa, može. Ova cela priča je krenula
Mi smo krenuli sa emitovanjem 23. marta. U celu priču sa Željkom sam ušla pa neposredno posle odlaska sa prve. On je imao ideju da se naprave 3 televizije i mene je zvao da uđem u taj projekat sa njim. Nekako sve se složilo, nisam ja mnogo razmišljala o tome. Mnogo mi se svidala Željkova energija. Željko, Jovana i ja se družimo već neki niz godina. Tu nije bilo nekih nepoznanica kako ćemo da funkcionišemo, ali super se nadopunjujemo. Kreativni proces naš je veoma plodan i to je ono što se, ja mislim, i vidi iz sve 3 televizije. Prvo što smo okupili sjajne ljude, i menadžerski i urednički, a drugo što smo i Željko i ja dali svoj doprinos tom programskom sadržaju sva 3 kanala i negde vi u njima možete da prepoznate i deo njega i deo mene. Tako da moram da kažem da je ovo za mene najlepši projekat do sada, iako sam podizala televizije iz nule, ali nekako je drugačije kad to radiš, a da si ti kompletno deo toga, odnosno te 3 televizije deo mene. Како е да си успешна жена во светот на така наречениот машки бизнис? Постојат ли стопки? Pa uvek je tu spoticanje, naročito ako ste žena koja lepo izgleda. Vi ste u situaciji da mora neko da opravda vašu poziciju bilo čim drugim sem vašim znanjem. I toga je bilo mnogo, bila sam diskreditovana dosta puta na početku svoje karijere. Nije lako biti žena i uspešna žena u muškom svetu. Ja sam navikla da budem dosta puta jedina žena u sobi i baš sam slušala nedavno Oprah Winfrey kad su je pitali u nekom intervju kako je biti jedina žena u sali za sastanke. Ona je rekla, ja kad uđem, ja kažem I love it, I love it, I love it. I onda sebe napumpa u stvari da joj to bude snaga i prednost, a ne slabost. Nije lako, ali mogu da kažem da sam danas izuzetno poštovana i u muškom svetu, odnosno generalno u društvu, u mojoj profesiji, i mislim da je to i zasluga na kraju krajeva društva koje je napredovalo u tom smislu, tako da danas se osjećam jako dobro u svojoj koži u svakom smislu. Ili uzeo još jedan umorenak, ostanite uz K1 televiziju, sledite na 11, ponedeljak Jovana Jugović. А тука некаде е и крајот на нашето денешно издание. Токму од овдека од Елит Софа ве поздравувам и ве посакувам повторно да се видиме веќе следната недела во истиот термин на Jingle телевизија. Секако голема благодарност и до нашите спонзори, пријатели, Deus Optica и секако Scala Sport & Beauty, кои се погрижија да за нашите гости ги имаат најубавите подароци, токму нивните асортимани, она што имате можност да го добиете од нивната понуда во нивните парфимери и продавници на Scala Sport & Beauty. Тука нека да се поздравуваме, уште еднаш ви посакувам да имате убав остаток од неделното попладна и неделната вечер, а веќе се гледаме следната недела во истиот термин. Чао!